Добро вечер, почитувани. Идентитетот на еден народ е најважно нешто за неговото постоење. Меѓутоа, понекогаш историјата знае да ги испреплете теориите, а тоа не е ништо чудно, и самите ние ја знаеме веќе познатата реченица историјата пишуваат победниците. За да се напише историја за еден народ потребна е голема објективност, но како да се постигне тоа? Каде се допирните точки меѓу уметноста и историјата, уметноста и идентитетот, или пак уметност и културата заедно и идентитетот? Одговори на следниве прашања ќе добиеме во вечерашново издание од нашиот вечерашен гостин, кој што е писател, но воедно долги години се занимава и со истражувачка дејност, а тоа е господинот Владо Павлов. Добро вечер, господине Павлов. Како творци на овој проект ние воопшто сакаме да ја истакнеме, македонската уметност. Тоа денес е возможно во совремието, меѓутоа како ние да истакнеме онаа уметност која што е некогаш одамна создадена и нас ние во прилог ни доаѓа како еден вид наследство. Што мислите вие? Дали е тоа лесно? Најпрво добро вечер за телевизија Сонце, добро вечер за сите гледачи на ова нова емисија за уметноста, која и те како е поврзана со идентитетот на Македонија и древните македонски цивилизации. Па, реално кажано е многу тешко денес, али се што е тешко се и постигнува. Да, доволно е да се сака, нели? Па, мислам дека вистината ја додржува целата земјина топка во живот, така да вистината секогаш ќе победува на невистина. Да. Според вас, дали ние денес доволно го цениме нашето наследство, особено кога станува збор за уметност и низината примена всушност во животот и реалност? Па мислам да, претежно од младата популација последнава година, а претходно не. Зошто така мислите дека претходно? Каде е тој недостаток? Па верувам во една работа која што е многу едноставна, дека постои една голема хипноза со македонскиот народ последниве години. Значи се работи за една идеологија која што некој ја спроведува за уништување на древната македонска цивилизација и би дал еден прост пример кога злото добиваше во експанзија и добронамерните македонци остануваа пасивни, за да денес го имаме овој проблем сите ние. Да. Сега вие како компетентна личност, дали можете да изнајдете една паралела помеѓу уметноста некогаш, значи во антиката и денешната уметност? Дали влечеме ние некакви траги и корени денешните уметници кои што творат? Па мислам дека да, затоа што дефинитивно уметноста е таа што денес оставила траги на сето она што е постоело. Значи, ако одиме од почетокот од она што јас го знам како Македонија, од областа Бела Зара, Орестида, кај што е основна арка на поснувањето на древната и ова последна пета цивилизација, риевската цивилизација, преку изработката на кристалните и кварцните фигури до ден денес се тоа во скриени форми. Да. Значи, копаничарството и овие слики оставиле некој белег за да некој скриен сигнал. Нешто како генетика, сакате да кажете, ние како тоа го носиме генетски како наследство на таа територија, значи ние што живееме тука? Па не може тоа да се скрие, можам да кажам слободно точно дека е генетика, бидејќи сето тоа е кај нас останало и е врежено, само треба малку, само ни треба да е мала искра за да можеме тоа да го дешифрираме, а се е толку едноставно и просто. Значи, ситниците значат многу, а треба да ги пронајдеме. Да. Вие додека работите сигурно имате некаква цел која што сакате да ја постигнете. И сега нас не интересира која е таа ваша цел која што сакате да ја постигнете. Па вистината, значи мојата цел е да се обелодени вистината. Вистината таа што е додржува целата светска цивилизација денеска во живот, па и планетата Земја. Значи, ако добро знаеме сите ние дека Земјата е она алка на целиот универзум и дека таа мора да биде во рамнотежа, бидејќи ако таа не е во рамнотежа, целиот универзум ќе се помести едноставно млечниот пат, а преку неа, ако знаеме дека центар пак на Земјата е Македонија, значи едноставно преку уништувањето на Македонија се уништува целиот универзум, а тоа не верувам дека некој ќе му се дозволи. Да. Сега кажавме дека вие се занимавате со всушност литературната уметност и преку тоа вие, значи, литературата ја користите да исконтактирате со оние ваши почитувачи. Можете да ни кажете колку дела досега вие сте напишале? Па ова е второ дело, веќе го завршувам моето трето и четврто дело. Значи веќе ја завршувам она моја книга која што веќе работам 2 години на неа. Се работи за Исус убиен с Копје во Коринт, денешна Македонија. Значи веќе можам слободно да кажам дека делото завршува со враќањето на
на Исус кој што од Тибет веќе се враќа во Македонија, каде што со факти и аргументи негде на околу 300 страни докажувам дека Исус е Цезарион, синот на Клеопатра VII. Да. И убиен во Македонија со копје. Доста интересни факти, нешто што досега јас верувам дека 90% од гледачите 99% најверојатно не го чуле досега. Да ве запрашам дали има поврзаност помеѓу вашите дела, нешто како циклус, значи од првото до последното дело, дали има некаква врска? Па нормално, значи онаму каде што е упокоена. За да се достигне таа цел која што вие сакате да ја постигнете. Па точно, јас би кажал слободно дека онаму каде што е донесено телото на Александар, уствари не дека е донесено, ќе бидам малку конкретен и искрен, бидејќи мислам дека мора да бидеме што повеќе објективни. Јас во ова прилика за прв пат во оваа емисија ќе кажам дека ниту еден македонски цар не е умрел на туѓа територија. Значи ова е нова. Сметате дека е тоа така? Па затоа што нашите македонски цареви се небесни, они се поврзани со универзумот и они знаат точно кога ќе починат. Значи овде во овој пат прв пат така? објавуваме една информација дека Александар жив е дошол на Македонија и овде го упокоил телото. Значи сето тоа поради некои негови сознанија и испаднале според разговоров вистините. Па кога ќе влезе секој човек длабоко во македонизмот, а македонизмот е еден океан, колку да спаѓаш длабоко се ти е малку и малку. Значи така. Ние македонците мора да сватиме прво кој е Магидон. Значи Хомер што го пишува во Тројанската војна, тој е Магидон. Да. И он е водач на Тројанската војна, на сите тие, на федерацијата на тројанците кои уништуваат Троја. Веќе јас имам нови контакти со нова екипа во соседна Србија, каде што дефинитивно за прв пат објавувам дека Троја е Авала. Да. Не дека е Троја, како што ние кажува... Па некои смета дека е Турција, некои... Така? Па да, значи прво ние сме овде единствени на Балканот што работиме на оваа тематика, особено сум многу близок со Новак Алексиевиќ од Црна Гора кој што тврди дека е Будва. Бев многу близок со Салина Спокојниот, кој што тврдеше исто така дека Троја е од Црна Гора. Јас се согласувам дека Троја е овде на Балканот, значи главната тројанска битка на Троја е била од Скопје према Тетово, а престолната била Авала. Да. Значи овде имало битки во Србија, во Косово, во Црна Гора на Скадарско езеро, а престолната е изгорена на Авала. Да. Сега вие како мислите, колкава е заинтересираноста за вашите дела и воопшто вашето дело тука и од читателите и од значи публиката, ако можам да кажам така? Па можам слободно да кажам дека има некој прелом во Македонија. Значи не е исто како што беше пред една година. Не е исто како што беше пред 5-10 години, една деценија. Да. Значи не е исто како во 2005 кога ја правев Александријата, за кој што сум горд, сето ова се деси со Скопје. Така. Значи реално би сакал да кажам дека оние кои што ја обвинуваат онаата теквизација, јас сум виновен за таа теквизација. Не го мешајте Паско Кузман и ние, затоа што ние од 2002 кога почнавме со Александар, сите велеа кој е тој, што е тој, не ми е Брчет, не ми е Војко или било што, а денеска сите се ударат во гради со Александар. Така е, да. Глобално. Сега споменавме дека вашата цел е всушност вистината, меѓутоа што кај вас конкретно го поттикне интересот да се занимавате конкретно со ваква дејност, значи истражувачка, а потоа и литературна? Па ова дејност го поттикна она внатрешно дете кај мене, значи дете кој што дефинитивно некогаш е било поврзано со мистицизмот и со метафизиката и алхемијата, бидејќи целата вистина е во алхемијата и во метафизиката, а древните македонци се мајстори за скриени дешифрирани форми. Значи целата тајна е големата тајна на водата која што значи спасение и денес после таа тројанска војна. Значи сите ние доколку знаеме да комуницираме со светоста и со Мајка Богородица, за мене е изворот на жива вода, можеме да дојдеме до одреден степен на осознание и можеме едноставно да медитираме и да разговараме со нејзе. И она е истата таа кој што ни кажува и кој што ги слушаме нејзините гласови дека треба да се врати вистината, дека треба да се каже јавно и гласно дека ова парче земја денеска, особено Источна Македонија, е светоста на се оно што може да постои на земјината топка. Забележав дека ја споменавте водата. Најверојатно и нашите гледачи би сакале да разберат што е всушност тоа што на водата и дава толков мистицизам, зошто токму водата како еден елемент кој што го има тука. Па уметноста на македонецот, зборам на древниот македонец, е она детективска негова осознаеност, кој што символот на вода ни го представува како Мајка Богородица, се со една цел да ни остави во оманет на сите нас
дека треба да живееме, дека треба да ја почитуваме водата, која што е основна мајка и е прва жива материја на се во животот. Значи римјаните кога се дошли на овие простори, сите овие светости, целата ова, сите тие извори се запечатени се со една проста цел за да можат они да манипулираат и да владеат. Кога ќе ние отидеме во Рим, кога ќе отидеме ние низ Италија, ќе видиме дека секаде бликаат тие извори на вода, а кај нас најстарите извори се запечатени. И нема потреба да се чуде никој зашто македонскиот народ се уште е хипнозиран. Да. Сега кажете ни нешто повеќе за поврзаноста помеѓу културата во антиката и символите од тој период. Секоја уметност има свои символи. Културата во антиката на древните македонци, а претходно паунци и почетокот на формирањето на македонизмот преку бригијците, значи бригијците се она што го знаеме за Атлантида. Овде арапските семити грци, нашиот јужен сосед кој се насели овде на нашите простори, успеа преку Илјада и Одисеја, преку делото на Хомер да измисли Атлантида. Да. Значи прво наосновно, ние треба да сватиме дека живееме на Атлантида. Така. Значи целиот Балкан е таа бригија Атлантида. Значи она уништување на Троја е поврзано со уништувањето на Атлантида. Така. Значи после таа катаклизма, кој што некои најавуваат нова катаклизма сега декември 2012 година, започнува новата ера во тој временски период. Значи на темелите на Атлантида започнала Риевската цивилизација, цивилизацијата на белите зари. Тие белите зари се сите оние кои што културата и уметноста ја пренесуваат во Египет. Што значи дека Хермес Меркур е дедо Ноe од Библијата. Интересно. Сето она што го знаеме за Хадрус, сите тие фигури што ги гледаме во пирамидите во Египет се е поврзано со денешна Македонија. Да. Тука во студио ни донесовте ваши примероци, значи од делото кое што вие го напишавте, поврзано нели со Александар Македонски, градот на медот. Можеме да забележиме тука некакви скулптури, нели символи. Тоа е скулптурата на грифонот, чинам, така? Не, ова е структура која што за прв пат ќе открием уште да тајна. Да. Можам слободно да кажам дека до сега малку јас не одев до крајност. Сега за прв пат ќе објавам што значи ова. Значи ова е таа уметност дека древните македонци работеле со древните македонци работеле на кристалниот кварц бела. Така. Значи ова е мојот аргумент кој што единствен човек и во ова дело пишувам дека бела е во денешна Македонија, а пела во Грција е фалсификат. И ние како македонци никогаш не можеме војнот на кој да го преиначиме во Александар Македонски се дека кажуваме дека пела е во Грција. Да. Значи све ние џабе ова што го правиме во Скопје, ако се уште се држиме на тезата дека така Александар е роден во Пела, Грција. А во времето на Архелај први, денешна Грција е била целосно под вода. Да. Сега, значи ова е таа уметност кој што ја представува пчелата, ја представува матицата и претежно уметноста на древните македонци бригици, ако зборуваме за бригици, треба да сватиме дека сите балкански народи кои што имаат исти јазик до ден денеска, но вреденчињата стават исти или слични имиња, е таа иста цивилизација бригици кои што се оформени дводимenzionalни. Значи вака ќе ја видиме како пчела, ако ја вратиме ќе видиме најстарата фигура на Архангел Михаил. Значи Архангел Михаил со крилата на грифонот и со неговата круна од лилјан представен како аватар спаѓа на земјата. Да. Значи представата на уметноста на древните македонци била дводимenzionalна. Да. Затоа што истовремено живееле во двата света. Значи биле овде, а живеели во другиот спореден свет. Јасно. Така да нешто што друго опипливо овде со ова уметност наша е тоа како може нели до 500 степени да го стопат кристалниот кварц бела. Да, е токму тоа сакам. Значи ковачот, не знам, нека да пробаме да најдеме прво, бидејќи денес македонскиот народ е научен се да види со очи, па така и постои анегдота, нека отвори Владо ризницата да видиме, па после ќе веруваме или некои други работи. Значи треба да видиме ковачот колку степени ќе достигнеме. Да. Јас имам решение на кој начин се правеле сето ова. Значи при ковај столб имам решение и како се градени пирамидите. Значи најпрво е доведен во течна состојба, а потоа во колапија. Зато тоа е некаква техника која што пак ќе се вратиме на водата на Мајка Богородица. Да. Значи пак ќе се вратиме на нејзе. Да. Вака сега да ве запрашам, освен ова што сега го видовме, какви други скулптури ние тука сме имале на наш терен некогаш и каде можеме да ги сретнеме воопшто, ако е возможно денес да се сретнат? Па добро, јас ќе бидам конкретен за нашите фигури. Значи прво ќе ги сретнеме во Помпеја, бидејќи цела бела
кога се дошле римјаните преместиле најпрво во Помпеја, Италија. Да. Везув со толку голема енергија не можел да ги стопи се уште. Значи од нашата древна престолнина Бела се пренесени во Помпеја. Дел од артефактите наши исто ќе пронајдеме во денешна Грција, каде што во 20-тите години во пробивот на Крит Александар Караџорџевиќ помага да се уништуваат сите овие работи и се пренесат во Грција за да се направи сега овој фалсификат. Так. Затоа јас сум сега во една екипа кај што ги поврзувам Авала и Македонија на едно исто ниво и уништувањето на Авала кој што го вршат заедно со уништувањето на Македонија. А денес исто јас можам да се пофалам со многу вакви кварцни кристали, мислам дека сум прв во Македонија кој што има вакви пронајдени артефакти, заведени секаде во полиција, иако најповиканите кажуваат дека биле дарови на природата, јас не се согласувам со нив. Тоа е аргумент за кристалот кварц, кој што и нашата цела палата Бела било изработено од овој кристал, и затоа се викала кристалната палата и по нејзе се викала престолната Бела. Да. Вака да ве запрашам едно блиц прашање. Вие сигурно сте запознати со карпестата уметност палеолингвистика. Значи, мене лично тоа ме интересира. Во Македонија се пронајдени такви символи. Првите се писмени знаци куполи, кои што се луѓето инспирирани од формите во метеоритите кои што паѓале на земјата, создавале такви форми. Тоа се првите писмени знаци и тоа е денес признато дека тоа се првите писмени знаци. Кога такви едноставни форми може да бидат писмени знаци, тогаш зошто се порекнува ова и се кажува дека не е создадено од човечка рака, како што вие наведовте, туку е дело на природата. Такви хармонични, такви совршени форми постојат во природата, не дека не постојат, меѓутоа зошто тогаш да се порекне такво нешто? Па ќе бидам уште еднаш конкретен за сето ова, зошто? Мислам дека овде се во питање 2 милениума, значи 2 милениума заложништво на овој народ. Конкретно после смртта на Александар и после Третата македонска римска војна, веќе настанува геноцидот врз македонскиот народ. Значи сето она што го знаеме ние за Исус, според мене Цезарион, бидејќи Исус значи просветлен, а Христос значи титула за божествено знаење, негова заслуга била белите зари или хаторите подасно од Египет да му го дадат целосно знаењето. А денес на многумина во светот не им одговара. Зошто? Многу лесно и едноставно. Ова е столб. Да. Значи ние дома имаме ресивер, имаме лаптоп. Да. Брановите од ресивер одат во лаптопот, така? Така. Значи ако врвот на пирамидата е ресиверо, да, а електромагнитните бранови се овде. Да. Значи преку овој столб, наречен гет, ги магнетизира сите тие бранови од пирамидата, да, и фаза 0, на овој столб му се прикучува фаза 0 и он има осветление. Да. Значи она што го зборувал Никола Тесла. Кварц. Кристален кварц Бела. Познат лорандит. Нели сите ние велиме лорандит, а забораваме дека Лоран е физичар од Хабсбургската династија и е нашол моќта на кристалниот кварц Бела и по заслуга нега сега се вика лорандит. Да. Значи како би ја прекрстиле Бела? Лорандит. Да. По него, ако одиме по таа физиономија, нели, по таа, така, по ова сознание. Што значи дека ова на многумина и смета денес. Значи смета на арапските земји кои што ја исцрпуваат утробата на мајката земја со нафта. така. Смета за производството на електрична енергија со кјумур. Сега да не бидеме толку груби да се изразуваме, нели, во тој стил. Тие сакаат да направат нешто друго, нешто што самата природа нам ни го дала да го служиме и да живееме понатаму, некој сака едноставно да го присвои, нели? Па јас за оваа моја деценија и пол многумина ми велеа што ти даде минатото, што ќе ти даде минатото, дај гледај во иднината. По многу емисии си имам јавувано, разговарано, поминато многу работи, сите не се враќај во минатото. Јас конкретно ќе дадам еден прост пример. Ова минато може да направи цело Скопје да се загрева со 500 динара. Значи цели станови за 500 динара се загреват. Значи не мора кјумур, не мора друго се донася утоплификација, постои нешто друго кој што може
да направи за најбезболно да се загрева цело Скопје. Да. Еве тоа е тоа минато. И втора работа која што е многу битна, ние веќе докажуваме дека Грифоно е врв на пирамидата и дека истиот тој Грифон, сега сме веќе во фаза и веќе конкретно ќе бараме прв пат помош, а не помош од било кој. Значи бараме помош од нашите дела, да луѓето се просветлуваат, да ги читат, а ние да ги уложиме во првата стаклена градина. Она што го знаете вие како рајска градина, како Арголида. Да. Тоа е она што Грифоно е создадено таков минерал, е врв на пирамидата, кој што во спојот со сончевите зраци ги трансформира фотоните во електрони. Сега ние не можеме сега за сега да го формираме диет. Грифоно привремено ќе оставиме во стакло, на него ќе му ставиме крила од бакар, ќе приклучиме фаза 0 и ќе докажеме на сите нас, најпрво македонци, како можеле пред 30.000 години да се осветлуваат на сончева енергија. Да. А ние велеме дека живееле во пештери и биле во камено време. Сега да појасниме, постојано го споменувате Грифонот како символ, форма. Дали можете да ни кажете тука, да објасните на оние кои што можеби не знаат што значи, што представува Грифонот, како изгледа и која е неговата символика? Па добро, најпрво сум горд што ни најголемите академици и историчари во Македонија не знаеат што е Грифон. Во една прилика кога го пронајдоа Грифонот, бронзената статуетка, почитаниот мој пријател Паско Кузма потрче кај премиерот тогаш и да каже дека Дедал Де го најдовме во Охрид. Значи, она што го кажува за Дедал Де, тоа е Грифонот. Јас сум среќен и горд, после пола деценија, што веќе луѓето знаат што е Грифон, тоа е заслуга моја и на мојот тим. Среќен сум што веќе луѓето знаат зошто служи, а најмногу сум среќен што знаат дека Грифоно е појава која што има низ целиот свет и појава која што особено царските палати го имаат ко заштитен символ. А јас сум најсреќен што првиот Грифон и најстариот, постариот од Египет го пронајдов во Кочани. Тоа е пола орел, пола лав, го символизира хексаграмот и крстот. Значи, како е горе, така е долу. Хермес Меркур у превод. Да бидам појасен. Символ е нешто комплетно. Па тоа е врвот на пирамидата, доказ дека во Кочани постои пирамида, значи некој ја уништил пред време, јас имав таа среќа да го пронајдам. Значи тоа е врвот на пирамидата, Хермес Меркур споен со универзумот. Да. И е највиновен за она што е Владо Павлов денес. Да. Сега што тоа е вода кристализирана. Да. Жива. Како само камена. Појасни. Значи па се враќаме на водата. Пак повторно. Па и најстара е на планетата и со најголема меморија, нели? Точно. Таа е опука и ние сме настанале. Првата жива материја, ако не постои таа нема живот. Така. Сега што всушност било во центарот на вниманието на античките уметници според вас? Вие што мислите? Ако за вас е вистината, за нив во тој период што би било? Па еве, кажав, значи уметноста е била... Не само во ликовната, туку и во другите уметности имаме и... Па целата уметност нивна, денешната ликовна уметност нивната е била представена со мозаики. Да. Значи пак ќе се вратиме на водата и на термалните извори. Така. Јас многу пати имам кажано, не може Александар да ги прерипа 7 термални извори во Кочани и да не живее никој овде. Како наосновно, еве поради сите овие тајни, поради ова вистина кој што јас ја пронајдов, Кочани го коче топлификација од топлите води, бидејќи ќе се докаже дека стварно овие термални извори се поврзани со светоста. Па и тие се нели лековити? Па тоа се тие минералните извори, значи Кочани потекнува од вулканско место. Он ти е као чашата. Така. Кој е сега. Секој вулкан има дијаманти, има кристали. Така. Неколку мои пријатели од телевизија Сонце, еве и Камермано и било кој кога одевме ние на некој места, беа свесни дека тие кристали ние ги ритаме. Тој кристал, наречеме еден белутрак камен или кварцен кристал бела или месечев камен, од тој месечев камен денеска во Кина ни прават па сигурност панели. Значи од еден камен што ние го ритаме. Да. И ние се правиме македонците дека знаеме све и дека сме многу паметни. И сега што правиме ние? Го криеме вистинскиот алшер? Не. Го црпат вистинскиот алшер? Им го даваме силициум и кристалниот кварц на Кина, а тој ни донася на нас панели за 1000 евра. Исто како многу одамна, исто како за времето на бившиот систем кога ни ги зимаа земјоделските производи и патлиџаните и крушите ни даваат џусови за 100 динара и кетчупи. Го споменавте алшерот.
да ве запрашам, што всушност Алшерот представува и како е тој користен во тој период, еве да го споменеме тука и Александар III Македонски, како тој го користел овој минерал, така? Минерал, че нам беше така? Па добро, значи Алшер ти е древниот рудник, познат под името позлатениот рудник, што го пишува Херодот, и исто така и познатиот рудник Дамастион. Значи Алшер ти е рудникот кој што е богат со кристали на принципот на вулканот. Значи так. Вулканот е тој кој што направил својата дарба. Кога почнала оваа цивилизација на овие простори, немало доволно воздух. Значи воздухот бил разречен. Прво што правеле? Значи денеска јас со многу млади луѓе разговарам и велам денеска ние сите припаѓаме на други цивилизации и велиме ванземјани не постојат. Да. Значи доваѓат, ги барат вулканските извори, богати со минерали и кристали, ја прават клетката за водород и кислород, ја загравуваат во вид на пирамида и веќе животот почнува. Така, па Затоа така започнал, нели? Така почнува животот, тоа е создавањето, значи создавањето е оган и вода. Значи така. вулканот и водата го прави создавањето. И затоа сите пирамиди во Македонија се колосеуми. Така. Значи тоа е нашето име колосеуми, кои што се поврзани со оганот. Да. И сите оганот е водородот и кислородот. Значи пред 5 години кога јас објавив дека постојат пирамиди, сите велеа Владо пак некои работи, па ова дете наше ни е болно од виетнамски синдром, пошто поминал многу по специјални единици по војни. Али ете, денеска сум горд, независно што никој не го споменува Владо, еве Миленко, Тентов, почна да кажуваат се дека имало пирамиди. Да, да. Споменавме за материјалите кои што се користени, освен нешто што самите го добивале со некаков процес, користеле ли тие материјали од природата? Еве, мермер. Па да, значи зависно од местото, ако Прилепскиот, еве на пример Прилепскиот дел, овдека во нашиот дел е богат со уметници со кристалниот кварц, поради што е бил овде Алшер. Така. Значи Алшер според мене е на Осоговските планини. Да. А во близина на Алшер е и Бела. Прилепскиот дел е богат со мермер. Да. Значи овде е Микена. Значи јас за мене кога се уништуваат, кога Авала Троја, кога дарданците освојуваат и старите мијанци, микенци ги префрлуваат, доваѓаат во Прилеп. Маркови кули е Троја. Значи дошол Миној од Маркови кули на Осогово, ја зел Елена и отишол и овде, значи спартанскиот дел отишол да ја брани, да ја врати Елена повторно. Така. Тука е спојот, значи Прилеп ти е богат со ова кажи го со мермер, така. И скулптурите ги правеле од мермер. У Египет е од песокот го топи и ги прави пирамидите. Значи да. Местото според местоположбата со што е богата, со тоа ги прават и уметничките дела. И уште ова да кажам само дека сите уметнички дела се поврзани со водата, так. Со грифонот, со пчелата и со животните. Значи сите тие, значи кралските палати биле оформени целосно со животни. Да. А најголема почит имала жената, мајката. Да. Значи, што можеме од сето ова да заклучиме во врска со материјалите? Дали тие имале претходно некакво искуство или свое, лично, или па го добиле од некаде? Уште тоа да... А јас кажав, на темелите на Атлантида започнува последната денеска, петата ариевска цивилизација. Значи, во Атлантида, во областа Бела Зора, постојал народ кој што бил богоплашлив. Така. И почнал, веќе знаел дека ќе доваѓа до катаклизма, да. И истиот тој народ во денешна, значи истиот тој народ кој што денеска потекнува од македонците, истиот тој народ почнал на златни плочи да ги става во аманет сите овие дела кои што подоцна почнува да ги работат да. Македонците. Значи прво што правеле? Кога веќе завршува катаклизмата и кога Хермес Меркур од денешна Македонија, од денешна Бела Зора, добива задача да се префрле во Египет и да стане родоначалник на египетската, повторно пак се враќаат во назад. И они артефактите и археолошкиот туризам го користеле за да се осознаат како јас што работам сега со ово и го осознавам зошто служил ова, зошто служил грифонот, а не го користеле за да кажат дека да, имаме и ние докази од римскиот период. Значи они веќе го изгубиле знаењето и барале се подлабоко и подлабоко да го вратат знаењето на атлантиѓаните. Исто било и со Атлантида од лемурејците, значи од интелектуалците и од сите тие. Да. И уште за крај, дали сметате дека нашето културно наследство би можело да помогне во утврдувањето, конечното утврдување на нашиот идентитет? Може би тоа малку некако мачен процес, меѓутоа... Мислам не.
Да бидем искрени, јас... Не е тоа доволно, значи само тоа. Нашето културно наследство, мислам дека ужива да манипулира. Реално ќе кажам и сум објективен и искрен, мене ме така знаат без пардон и без влакно на јазикот и ќе кажам вистината. Значи, прво наосновно, јас без првиот кој што наличен мој трошок го поканив и го викнав Паско Кузман 2006 година. И му кажав кај што оно што го кажав. Истиот тој кажува дека тоа е дар на природата, другите никој. Покојниот Кирил Трајковски самиот призна дека Мородвис кој што штрекува в 2006 година дека е Делфи. Кога тоа отишол во културното наследство да каже дека треба уште 2006 да му помогнеме на Владо Павлов, Кирил Трајковски, сопругот на Гордана Стошич, истиот тој пребегува во Норвешка затоа што го направил луд, што требало да помогне на мене. Така. Значи јас не верувам во културното наследство и во Министерството за култура се уште. Господине Павлов, ви благодариме за вечерашното учество и вашите одговори. Ви благодарам на вас. Во ова издание имавме особена чест да разговараме за таква тема која што се надевам сите нас не интересира. Сето тоа може да се вклопи и во рамките на историјата, но ние се обидовме конкретно да се фокусираме на нашето културно и уметничко наследство. И она што денес нам како македонци ни дава особено значење и не прави горди наследници. Пред крајот уште имам да се заблагодарам на бутикот Вики и да додадам во врска со следните дела кои што, значи со делата кои што ги гледате и во претходните две изданија и во ова издание, тоа се дела на наши ликовни уметници. И во врска со овие дела, доколку сте заинтересирани и за повеќе информации, можете да исконтактирате со екипа во телевизија Сонце на следните телефонски броеви. Значи првиот е 02 3130 137, а вториот е 02 3211 906. Ви благодариме за вниманието и продолжете понатаму да не следите. Исто така, наредната сабота во истиот термин во 21:30.